Сигурна сум дека од некој планинар сте ја слушнале следната реченица. Најубавиот поглед доаѓа по најтешкото искачување. Но дали нашата денешна гостинка, алпинистка, откако стана мајка, го промени ова мислење и сега за неа најубавиот поглед е погледот кон незините деца. Хероината Ирина Камиловска, мајка на малиот Јосиф и бебето Лена, е жена која двете бременности не ја спречија континуирано да планинари и за време на бременоста, но и откако се породи. И не само тоа, таа инспирираше голем број на мајки со бебиња да се качат на водно и на љуботен. Овде е да ни ја раскаже незината приказна. Добре дојдовте во Мама Визија. Нашата денешна гостинка во Мама Визија е хероина мајка, поради тоа што ја сака планината. Незиниот живот е всушност поврзан со планината и не може да си го замисли животот без планината, дури и додека е бремена, дури и во 9-тиот месец од бременоста, дури и откако непосредно ќе се породи. Но не ја прави само тоа посебна. Посебно ја прави тоа што таа љубов и таа убавина која што планината може да ја понуди на една мајка, па и на едно бебче, несебично сака да ја сподели со останатите. И прави еден интересен подвиг и верувам дека ова веќе ми ја открива мојата гостинка и веќе ви станува повеќе од јасно дека станува збор за Ирина Камиловска, жената која што инспирираше многу мајки да се качат со своите бебиња на планина. Ирина, задоволство ми и навистина се радувам што ве имаме во Мама Визија. Ви благодарам многу на поканата. Ви благодарам за прекрасната најава. Па не можеше поинаку, синоним сте за планината. Предпоставувам дека е ставена на пауза оној експедитивен момент. Ставена е на пауза она вашите подвизи лични како индивидуа на планина, но затоа пак воздухот на планината и убавината која што ја нуди планината не го оставате на пауза и сакате да го споделите и со вашите дечиња. Одем овде редоследно, ќе започнеме. Јавноста вас ве познава и како планинарка, но ве познава и како сопруга на познатиот пејач Павле Камиловски. Сега веќе реализирани родители, за кратко време станавте мајка на две мали дечиња. Јас велам две бебиња имате дома, така? Баш така, буквално две бебиња. Како изгледа животот овие последни 3 години за вас? Интересно е дека само 3 години сме со Павле и заедно. Меѓутоа, вака сега е многу поинтензивен и поинтересен животот со две мали деца дома. Се разбира и побрзо поминува времето и едноставно се прилагодуваме на секој новитет кој што ни го носи следниот ден. Јосиф е веќе година и пол, така? Да, малку над година и пол, да. Малку над година и пол, после година и половина повторно сте бремена и повторно носите бебе и имате 3-месечно бебе дома. Да. Ајде да одиме со ред, се запознавате на специфичен начин со Павле, се некако ви се одвива брзо, има многу такви приказни кои што се одвиваат брзо и магично. Кога дознавте дека сте бремена, какво беше чувството? Дали тоа беше планирана бременост, дали очекувавте, дали сакавте, дали си велевте? Во една прилика велите кога го видовте Павле прв пат во животот, рековте ова е човекот на мојот живот. Дали така се одвиваше и со бременоста? Дали знаевте и плански дека тогаш ќе останете бремена? Како се одвиваше тоа? Може да ни раскажете? Ќе ви раскажам, да, вака бременоста не ја планиравме, односно никогаш не ја начнавме таа тема. Ајде од сега веќе готово ќе се фокусираме на правење бебе, од причина што бевме заедно само 6 месеци. Меѓутоа, за некој верувајте дека тоа е доволен период за да знаеш дека токму тоа е вистинското на што ти треба. Јас и Павле бевме на првиот заеднички одмор надвор од Македонија, нели, на одмор во Палма де Мајорка. И кога се вративме од одмор, уствари дознав дека после неколку недели дознав дека сум бремена. Така да првото бебе го направивме баш додека бевме на патување. Меѓутоа не беше плански, но како велам, кога сте во љубов, едноставно работите ги правите на природен начин и
нештата си доаѓаат токму тогаш кога ви се потребни. Можеби Јосиф баш беше причина на која што, како што кажавте, експедитивниот дел од планинарењето и алпинизмот ги ставив на една голема пауза и можеби дојде во едно право време за да не се упатам повторно на некоја експедиција, па да се изгуби, не знам, да се стави на пауза нашата врска со Павле, затоа што сепак тие експедиции траат, нели, долго, знаат да траат и по неколку месеци, и така некако си се наредија коцките сами, а втората бременост исто така непланирана. Јосиф, мислам дека имаше така околу 4 месеци кога останав бремена. Не, се извинувам, 7 месеци кога останав бремена со второто бебе и разговаравме дека тоа е тоа, дека ќе си го прифатиме и фактот дека ќе имаме 2 мали бебиња дома. Ме интересира што се велевте пред да се реализирате како мајка, како девојче, пред да имате врска, пред да стапите во брак, во однос на деца, какви деца замислувавте, колку деца сакавте да имате, дали сакавте машко или женско, сте го размислувале тоа некогаш? Јас, да, секако, како и секоја девојка, мислам да се разбереме, како и секоја девојка, јас имав многу голема желба да бидам, например, да правам свадба и да бидам невеста. На Павле тоа можеби никогаш не му беше онака замислата дека ќе биде дел од свадбена церемонија, меѓутоа ете го направи тој чин со мене затоа што знаеше дека тоа ми е голема желба. Во однос на деца, од секогаш сум сакала многу детно семејство. Ние дома сме 3 деца, јас имам и брат и сестра, со кои што сме исто многу мала разлика. Значи, мојот брат и мојата сестра се година и пол разлика, додека пак брат ми со мене е само година и 2 месеци. Како близнаци сте. Буквално ние сме 3 деца родени под 3 години, период од 3 години. Така да, јас сум нешто налик мојата мајка во овој поглед, со тоа што првото и второто дете ми се идентично разлика колку што и се на мајка ми првото и второто. А Павле исто така сака многу детно семејство, затоа што и он потекнува од многу детно семејство и Павле има 2 сестри дома, така да верувам дека доколку нештата во иднина, нели, се одвиваат по нашите замислени цели, дека ќе се потрудиме и ние да донесеме можеби уште едно дете, братче или сестриче на Јосиф и Лена. Немам некоја посебна желба за полот воопшто, само сакам здраво и живо дете, како што го посакувам тоа на секоја мајка, нормално. Да, интересно е ова дека и вие сте од 3 деца и Павле е 3 деца и аналогно доаѓа прашањето, најверојатно и вие посакувате и вие да имате 3 деца и посакувам тоа да ви се изреализира. Да, Боже, исто и јас. Да. Ајде сега да позборуваме околу бременостите. Првата бременост, втората бременост. За многумина од јавноста е познато како ви се одвиваа вашите бремености, бидејќи тоа многу транспарентно го правите. Вие имате многу следбеници на Инстаграм, да. Познати сте, знам дека многумина ќе се израдуваат млади мајки затоа што сте една инспирација. Тоа јавно ви го кажуваат, ви поставуваат прашања. Вие секогаш сте отворена да одговорите на прашањата. Како помина првата бременост? Имате ли нешто да ни раскажете, можеби што не сте го кажале за јавноста? Па искрено немам. Јас во првата бременост имав многу уредна бременост. И првата и втората ми беа уредни бремености, иако се очекуваше за втората бременост дека можеби ќе дојде многу порано бебето на свет, токму поради малиот, нели, период на опоравок на телото, односно само година и пол по раѓањето на првото дете, веќе треба да родам второ, и поради активностите кои што ги превземав. Во смисол, јас веќе имав дома дете кое што туку продело, цело време го кревав, треба да го заспиам, сака да ме гушне. Не можеш да му го скратиш тоа задоволство на твоето дете, на сопственото дете, освен од вистински медицински причини на кои што, нели, веќе не можеме да влијаеме. Меѓутоа, веќе беше уредна бременост, така си се однесував како да е се најнормално и со првата и со втората бременост, токму и затоа се упатував цело време кон патеките на водно. Имам прекрасна докторка која што ми ги водеше и двете бременности и ме поддржува во тоа што го правам. Имено, мајката треба да продолжи да го прави тоа доколку има уредна бременост, затоа што во било кој поинаков случај можеби телото подоцна да биде како да го наречам, да го употребам правилниот збор, меѓутоа да биде луто на плодот што го носиш, затоа што си гоускратило она што до тогаш го правело телото. Ако направиме споредба помеѓу двете бременности, не забележувате никакви разлики во однос на бременности кога го носевте Јосиф и кога ја носевте Лена? Па не, освен тоа што со Јосиф јадев многу повеќе.
Со Јосиф јадев многу повеќе, со Јосиф и кога се породив јадев многу повеќе. Некако малце беше тежок моментот, сепак сум првородка. Значи и јас не сум знаела што ме очекува. Па детето сакав да го ставам на ексклузивно доење, па ми беше малце тешко на почетокот да се воспостави доењето. Од друга страна ме критикува околината околу мене, не јадеш доволно, сакаш да ослабеш, можеби затоа немаш млеко доволно. Значи тоа ништо не држи вода. Да, тоа ништо не држи вода, едноставно да, треба течност и многу да се внесува затоа што телото уствари целата храна што ја произведува за твоето бебе најмногу го дехидрира телото. Тебе не може да те ослабе. Ке речат да ќе се породиш, па сега затоа што доиш нагло ќе ослабеш, тоа значи не држи вода воопшто. Еве јас ќе ви кажам, меѓутоа и тоа го делат многу од моите следбенички кои што веќе се реализирани мајки и многу сакам да ја подигнам свеста на мајките дека да, можеш да си приуштиш додека си бремена. Зашто? Па можеби затоа што во животот ќе бидеш најчесто еднаш бремена, многу поретко 2 пати, а многу мал процент, можеби 1 до 2% од жените ќе бидат бремени 3 или повеќе пати во животот. Па да речеме од нашиот животен век 70 години еден просек, 3 години можеме да се дозволиме нели додека сме бремени, ете да си се приуштиме да си јадеме тоа што на нас например ни представува задоволство, а не би сакале понатака да го јадеме затоа што треба да се грижиме за телото. Апсолутно за телото и мислиме нели на некој друг веќе кога сме реализирани како мајка. Што е тоа што планината и го нуди на една идна мајка, на една мајка и на едно бебе? Зошто треба да се оди на планина? Вака. Тоа го споделувам со моите следбенички, особено со првородките, мајки кои што за прв пат раѓаат. Не се работи тука за планината, тука се работи да излезеш со бебето од дома. Тоа е стравот кој што го дели секоја една мајка. Значи, кога ќе се реализираме како мајка, особено за прв пат, веќе не мислиш на својот живот. Ти не мислиш дали ќе трнеш наводно, ќе те нападне куче, наводно во зима имало волци, диви свињи, тоа не го размислуваш воопшто. Фокусот е на твоето дете. Буквално излегуваш од стан, од куќа, во двор, поминуваш покрај зграда каде што се реновира фасада или нешто, ти мислиш да не падне дел од материјалот на бебето над колица, над глава да го повреди. Поминуваш семафор, ти не гледаш коли дали одат за тебе, ти не си битна веќе, не си приоритет. Приоритет е бебето. Сега тие стравови подсвесно ги наведуваат, особено првородките, повторно ги набојам, значи да се плашат да излезат со своето дете од дома. Исплашени се. Јас, верувајте, значи, сум разговарала со многу мајки. Тие хормонски дисбаланси, таа една, што нарекуваат постпородилна депресија, анксиозност, тоа се буквално тие еден ролер костер во телото, емоциите, за прв пат стануваш мајка, си излегол од улогата на девојка, на девојче, на жена, влегуваш во улогата на мајка еднаш, сега и за секогаш. До крајот на твојот живот си мајка и сега тоа носи своји последици. Последицата е страф од непознато. Страф сега како ќе излезам со бебево до маркет. А што ако почне да плаче? А всушност, јас, затоа што сум па и многу транспарентна како личност, многу често ми се случувало, мене во маркети секаде буквално ме примале да седнам, да го надојам бебето. Да, му се јаде, сум била излезена на прошетка, требало детето да биде надоено, ако во маркет почне да плаче за тоа што му се јаде, јас ќе ги замолам за едно столче и ќе го надојам бебето. Апсолутно не гледам никаква, не гледам ништо погрешно во тоа. Мислам, поправете ме ако јас грешам, меѓутоа перцепцијата моја е дека на детето му давам да јаде. Значи јас нели во маркет му давам да јаде или на пример се случувало во банка да отидеме, ќе ги замолам дали имате посебна соба, дали може да застанам позади шалтер, значи детето треба да јаде. И сега многу мајки се плашат и од тој момент. Како ќе изреагира јавноста, а јавноста иначе 99% многу природно го прифаќаат секој момент со мајка и бебе. Дури е тоа и многу и убав момент, зашто би гледале нешто лошо во тоа ако некоја мајка му дава на детето Лошото е само во главата на самите мајки, затоа што се плашат од непознатото. Како сега ќе изреагираат? Како ќе се качам јас сега на водно со бебе? И ако почне да плаче за тоа, кога доаѓаат мајките на водна, и прво нешто што им кажувам, слушајте, ви кажам, тука сме сите мајки, сите имаме бебиња. Моето е 2 месеци, твоето 5, незиното е 8, има од година дена деца. Моето цица, твоето е на адаптирано млеко, третово јаде веќе кашички, четвртово со сендвич, независно. Сите се деца.
Моето може да плаче, може моето да е најмирно на свет, ако е најмало, да плаче тоа што е од 1 година старо. Сакам да кажам, сите сме во истата каша. Немој да се устручавате ако почнат бебињата да плачат. Најнормално е и немој да се плашите или да мислите дека на некој му сметате. Тука сме сите во таа каша и ајде да се движиме. 99% измено од децата спијат кога идеме на водно. Спијат, да, па тој воздух сигурно влијае на тоа и ние кога кога ќе се качам на водни, кога ќе се сипнам, потоа ти се спие затоа што ти се ослободило телото. Многу ме интересира тој момент од две жени, велите прв се одлучивте на многу интересен начин, тој подвиг многу пати сте го зборувале, верувам за јавноста не е познат, но можеби некоја мајка прв пат ќе слушне дека ги инспирирате жените да одите групно на водно. Почна со мала група и се шири сега колку мајки одите нагоре. Како изгледа тоа? Почнав вака кога го родив Јосиф, почнав прво сама да одам. И сега Павле малце тука е скептик затоа што он никогаш не бил професионален планинар и не знае што да очекува. Сепак одам со неговото дете, имено колку што е мое, толку и негово детето и малку ми беше како скептичен. Ајде ќе дојдам и јас со вас. Ај утре не мора да одиме, имам сега состанок, некој може ли да одложиме за задутре? Јас не сакав да бидам врзана од мажот мој за да отидам на водно и викам ајде во ред. Дали сакаш да објавам? И ме поддржа веднаш. Ај викам ќе објавам, ќе видам дали ќе се пријави некоја од планинаркиве. Не размислував на како да наречам на обичниот народ, туку ми се вете дека ќе имам некоја, ќе се најде некоја планинарка која што исто родила, не сум знаела, па ќе дојде со мене. И кога објавив првиот пат, јас утре одам на водно, во 10 часот ќе бидам на полициска, кој сака да ми се придружи? Повелете и утрото одев пешки према полициска кај што требаше да биде стартната точка и викам леле, што ако не дојде ниту една мајка? Јас навистина се плашам дека нема да дојде ниту една. И дојдоа први Верица и Ана Цветановска и Верица Стојмирова, кои што уствари ми се двете први мајки кои што дојдоа. Апсолутно не се познававме, меѓутоа до ден денес се дружиме, веќе децата скоро по 2 години ќе ни направат, се дружиме заедно, излегуваме во парк со Ана, дури бевме заедно на одмор со децата. Значи веќе сте развиле ново пријателство. Да. Мајките развиваат пријателство затоа што како што напоменав, сите сме во таа каша и сакаш да бидеш со некој што е блиску до тоа ништо поминуваш, ти само така може да те разбере. И колку сте сега на број? Сега имам 71 мајка кои што ми се членови во групата и кои што кога објавувам, нели во Вибер групата објавувам дека сакам да одиме среда или четврток, мнозинството одлучува. 30 на мајки ако гласаат за среда, 20 за четврток, одиме во среда. Сега тие 20 ако не може да дојдат, па следниот пат ќе дојдат, значи не можеш да им угодиш на сите, меѓутоа мнозинството одлучува сега кој ден ќе се оди. Одлично, значи отворено е да се шири таа група, да се зголемува и да расте, не го сваќате некогаш како терет тоа? Не, никаква одговорност или не, тоа напротив ве исполнува. Како го чувствувате? Ме исполнува и мене, ги исполнува и нив. Верувајте, многу од нив се чувствуваат многу подобро од како почнаа да одат на водна. Има мајки кои што претходно па никогаш не ни оделе на водна, дури и без деца. Па го осознаваат на некој нивни начин водното. Да. И сега, например, чувствувам одговорност да се чувствуваат сите добро додека качуваме. Симнувањето е веќе многу лесна работа и логистички е многу лесно да им обезбедам превоз доколку некој од нив не се чувствува добро. Јас секогаш одам последна во групата. Уствари кога тргаме секогаш одам напред и им зборувам. Им кажувам што ги очекува. Има дел од нив кои што знаат што ги очекува, голем дел не знаат и им кажувам дека ги очекува пример, потешкоти во првите 300-400 метри затоа што има 2-3 угорнини, подоцна доаѓа многу полабав дел за движење, порамен дел. Значи, им влијам психолошки за да бидат спремни што ги очекува и мислам да се олабават и они сепак и они се во некој нивни грч што уствари колку сила ќе им треба до средно водно. За некого тоа е релативно малку, меѓутоа која сте мајка која што тазе родила и која што има дополнително терет од 10 килограми бебе во кенгур ставен напред, тоа воопшто не е лесно и не е за потценување во никој случај. Навистина јас ви се воодушевувам. Има некоја мајка како вас до толку храбра со толку мало бебе или трудница во 9 месец се случува и така? Има исто од групата на Јосиф, имам мајка Софија Спасов, исто сега е бремена со втора и она исто е 9 месец и уште води на водно. Сега некоја бевме последен пат со мајкиве со групата, она си дојде бремена. Има
има, не сум само јас, ретки сме и мислам баш голем дел од мајките, да речем, се огледуваат на нас во смисол, па мислам дека можам и јас, ако имам уредна бременност, ете може Ирина, може Софија, мислам дека можам и јас да се качувам. И така некако тоа е еден круг на не знам на заедништво, за да им дадеш мотив, да им дадеш поттик и сигурност дека и они го можат тоа. Понекогаш се случува некој да ве осуди како тоа со толку мало бебе, па тоа не е во ред, поради притисокот, тука се создава малце конфузија, поради притисокот за бебето, сепак се работи за многу мало бебе или бремена жена, имало и такви ситуации, некој да ви пише. Што е вашето објаснување за тоа? Немам објаснување, не можам да им дадам објаснување на луѓе кои што не се едуцирани. Тоа е апсолутна неедукација на луѓето. Значи, они не знаат дека притисокот во Скопје е идентичен со притисокот на средноводно, па и со водно. Значи, воздушниот притисок може да варира, меѓутоа тука разговараме за висина до 1060 метри, колку што е крстот на водно. Средноводно, колку што е 560, 580, зависи каде се мери, нели, на која точка, е само помалку од 250 метри повисоко од тоа што сме долу во Скопјево. И сега, значи, тој притисок е идентичен. Навистина горе не чувствуваш ниту една разлика, како што не го чувствува ниту бебето. Мислам дури дека на деца кои што ги внесуваат на помала возраст во авион, може да им се створи некоја дополнителна потешкотија со слухот, нели, со увцето, уствари тука најчесто се паќаат овие што не знаат, зуењето на ушите, затоа што се прави декомпресија на авионот, па се искачува на висина од 10.000-15.000 метри, па потоа повторно се стигнува, па компресија за да излезат надвор. Тука веќе може да имаме проблем на мало бебе, меѓутоа искачување, постепено искачување, надвор, на отворено, на планина, не. Тоа може ако на пример на помало бебе од месец дена го качиш на 3000 метри, да, тоа не би го препорачала на никој, затоа што веќе над 2500 метри имаме драстична промена на воздушниот притисок. Се што е под 2000 метри апсолутно безбедно. Но и секако во консултација со нивниот матичен лекар на крајот на денот нека се консултираат, па доколку сакаат нека и верувам дека не постои педијатар во моментов во Македонија, не постои педијатар, а еве може ова кога ќе се објави, ако има таков педијатар, па нека пише коментар, кој што би го забранил искачувањето на бебето на водно, на таа висина. Ирина, мислам дека можеме вака со часови да зборуваме кога е планина темата со вас, но дека зборуваме за мајчинството. Во контекст на планината и мајчинството, уште едно прашање имам. Колку ви недостасуваат оние експедиции? Дали сега како мајка, предпоставувам дека сакате повторно да се вратите, затоа што вие сте навистина голем авантуриста, човек кој што знаеме што се поминал, сте достигнувале светски врвови, една инспирација сте, алпинистка, име и презиме кое што така се расчу во нашата јавност, како планинарка која што е ретко успешна во своите подвизи. Ви недостасуваат тие експедиции? Да, многу ми недостасуваат експедициите и планирам да се вратам, меѓутоа мислам дека ќе им дадам на моите деца дел од себе првите неколку години од нивниот живот, затоа што тие се клучни за понатамошниот развој во животот на моите деца. Значи, треба да се посветиме првите, викаат дека до 4-та година од животот на детето може да влијаеш на неговите карактерни особини, на нивната етика, морал, а се понатака ќе го стекнува со друштвото во кое што ќе западне, ќе се дружи, со кругот на пријатели што ќе истекнува, затоа што после 4-та година веќе и децата сами почнуваат да се дружат, не се само мама и тато дома. И сега се во градинка имаат социјализација со други дечиња, но секогаш мама и тато се број еден на пиедестал. После 4-та година веќе мама и тато се симнуваат од пиедесталот и доаѓа прва симпатија, прво најдобро другарче со кој што ќе си заспие во градинка, со кој што ќе ја подели топката. Значи тоа сум го читала многу и викаат дека веројатно до 4-та година можеби најдобро е да не отсуствуваш многу долг период од животот на твоите деца. Експедициите траат некогаш месец-два. И би сакала да се вратам на нив и мислам дека можам, затоа што бев исклучителен качувач, мислам дека ќе успеам да се вратам на тие стази, ама ќе си дадам уште малце време. Нели размислувате сега како мајка, тоа се и сериозни експедиции, и животозагрозувачки експедиции. Сега како мајка немате некој посериозен товар за да се нафатите на такво нешто? Не сакам да наметнам лоша мисла во некој случај, туку чисто какви се вашите размисли?
Да, апсолутно, тој товар си стои. Значи, од како станав мајка и секоја жена од кога ќе стане мајка се плаши за животот свој само во однос на нејзините деца. Што би правеле децата без мајка, а не што би правил светот без мене. И сега тоа ми стои тука цело време, затоа што веќе сум мајка и ќе бидам до крајот на мојот живот, но мислам дека не би се довела во некоја сериозна ситуација. Видете, на крајот од денот секој излегување од дома носи потенцијален ризик за да се случи нешто. Мислам, ние сме сведоци колку не ни се безбедни улиците за движење, а не па понатака, значи од тука ќе тргнам и тука ќе застанам. Но на пример на планина не постои таков ризик, постојат многу други ризици кои што ги носи нели на пример временските услови, неприлики и слично, но доколку сте биле со мене во експедиција, ќе знаете дека не превземам непресметан ризик. Секогаш ги пресметувам до влакно сите можни ризици и после тоа, токму затоа имам малтене 100% излезеност на врвовите. Секаде каде што сум тргнала сум искачила врв. Значи јас сум се откажала тука низ Македонија на некои врвови кога имало неверојатна олуја и сум знаела да се вратам назад, меѓутоа кога одиш на експедиција на олуја не тргаш према врв. Така да си чекаш во шатор. Ме разбирате, да значи цело време, да се смири, се смирува, некогаш 4-5 дена сме чекале во шатори, па и подолго, значи кога бевме на Хималаите, ние недела дена бевме во шатор. Сакам да кажам, тоа е пресметан ризик кој што ние си го ги носиме одлуките на лице место во зависност од условите. До тогаш ќе зборуваме за млекцето, за пелените и за влажните марамици. Баш така. Како изгледа животот со Јосиф и со Лена? Како изгледа вашето секојдневие? Какви дечиња се тие? Јосиф и Лена се вака. Јосиф е многу кротко дете. Он уште од многу мала, од рана возраст, сите ми велеа, леле, какво беби имаш, како кротко јагне, буквално. И до ден денес мислам дека остана такво детенце. Карактерно мислам дека е многу сличен на Павле, иако така фасцијалните црти ги има помешано и мој и на Павле. И наутро кога стануваме, фокусот е секогаш на Јосиф. Лена знае и да поспие малце, затоа што е бебе, па бебињата подугачко спијат. Така да со него малце се дружиме, веднаш треба му се спреме доручек, Јосиф знае да си побара доручек баш во исто време секој ден. Точно знаеме кое е времето за доручек, дали јас или Павле обавезно го подготвуваме појадокот. Подоцна му се посветува исто внимание на него низ игра. Ке стане Лена треба да јаде, нели? Јас се превземам Лена, тука го превзема веќе него Павле и најчесто исто се јас и Павле се трудиме да излеземе надвор пред дремката на Јосиф. Така да го измориме, како да кажам, да истрча малце, дали до парк, дали до водно, излегуваме малце да се прошетаме и после дремка веќе активностите малце опаѓаат, затоа што е попладневни часови, знаете, во кругот на семејството. Да. Колку заеднички сте инволвирани во растењето на децата, колку Павле помага како татко помага. Тоа не ми се допаѓа помага, заеднички сме во приказната, никој никому не помага. Колку заеднички ги растете децата и колку ете како татко, вообичаено ќе кажат татковците не се кога се мали децата, толку тие одат заработуваат, мајката ги чува. Дали е кај вас таква приказната или каква? Не е таква приказната од причина што и двајцата сме со некое флексибилно работно време. Иако јас сум официјално на породилно боледување, сепак се трудам да работам на одредени проекти кои што ми причинуваат задоволство и кои што ги планирам за воиднина. Па исто и Павле, нели? Затоа што е артист, како да го наречам, слободен уметник и знае да си го организира времето согласно нашите секојдневни потреби околу децата. Меѓутоа, да, тоа не е помагање, тоа е... Имаше една мајка во групата мајки, вика родителствува. И он е родител и вика тоа е 50% од родителството. 50% се мои, 50% се негови. Павле апсолутно е човек кој што можеш да кажеш дека да, он навистина 50% од родителството ги превзема под своја палка, иако сега за Лена реално не, затоа што не е ни во можност, многу е малечка, е приврзана за мајка си, меѓутоа во однос на Јосиф јас сум многу мирна кога е со Павле, затоа што знам дека ќе биде и најаден, и напиен, и пресоблечен, и избањат. Ништо нема да се заборави, секако што треба. Да, веќе споделувам со гледачите, дури кога се слушнавме, кога ве поканив, без проблем некако, без никакви потешкоти се организиравме за да дојдете, без откажување, без... Знаевте да се изорганизирате многу умешно, со оглед на тоа што сте со многу малечки дечиња. Ме интересира сега околу тоа колку сега
Лена се уште немала прилика да види настап на тато или можеби сте биле. Така не се сме уште биле, немала. не. Но знам дека со Јосиф сте биле. Како изгледа тоа кога го гледаат на големата сцена? Леле, Јосиф е воодушевен. Јосиф е прво Јосиф го обожава неговиот татко затоа што е веројатно бондот помеѓу татко и син, веројатно веќе расте, не знам како да го наречам тоа. Јосиф веќе е момченце и значи си го препознава татко си во себе си. И Павле дома знае да пее, знае да му пушти видео каде што настапува. Јосиф беше на концертот на Павле на негови 8 месеци, мислам дека имаше тогаш, и беше исто не знам како зачаран од татко му, буквално го гледаше без да трепне цел концерт, без да пушти глас, 8-месечно бебе. И до ден денес кога ќе пуштиме на телевизија, на пример, се случува да ја пуштиме на Павле некоја песна или да му покажеме на телефон Павле како има настап или пее, го слушам многу внимателно. И Павле се труди уствари музиката да му ја пренесе и на Јосиф, затоа што кој пее зло не мисли. Тоа е дефинитивно правило. Меѓутоа и Јосиф се покажува афинитети така за музика, он си ја сака музиката, дома има музички инструменти, сега тоа се детски игри, навистина не знаеме каде ќе однесе патот, но еве сега додека можеме ние да му овозможиме, ќе му овозможиме, ако на него му е, нели, интересно да си игра со детско пијано, ќе си игра со детско пијано. Точно. Ама си ја сака музиката. Мислам и јас сум музички делумно образована, затоа што пеев 14 години активно во хорот Менада од тетова. И така, мислам, двајцата сме музикални. Сега да не се лажеме, и јас сум прсопран. И тоа не сум Да. го знаела, а убаво што го споменавте тетово, секако сакав некако да го вметнам во оваа ваша приказна, бидејќи вие имате потекло од тетово, таму сте. Да. Колку често одите во тетово? Колку вашите дечиња го знаат тој крај? Па, вака, сега со две дечиња сум била само еднаш, затоа што сега е Милена релативно мала. А Јосиф знам да го, мислам, пред да ја родам Милена, знаев да го носам малку почесто. Мајка ми таму живее во Тетово. Се трудиме кога мајка ми е послободна, да дојде она кај мене тука малку да ви помогне, затоа што во Скопје јас и Павле сме сами, значи родителите ниту моите, ниту неговите не се во Скопје и така малце ни треба помош кога сакаме да здивнеме од деца, па или мајка му или мајка ми нели ќе се организираат и ќе дојдат во Скопје да ни помогнат. Али има време, децата се уште рано, они не ја ни знаат разликата од Тетово, Скопје, Галичник, но верувам дека со текот на годините ќе осознаат дека јас имам нели дека имаат баба во Тетово, дека имаат баба и дедо во Галичник, дека живеат во Скопје, ќе им се објасни тоа во подоцнежни години, ако сакам нели нормално да си го знаат потеклото на родителите и на моите и мислам и на мајката, како јас како мајка и на татко им. Колку сте слични како мајка со вашата мајка? Дали ги примате нејзините совети, добивате ли од неа некакви, дали ве усмерува во начинот на воспитување или имате свој терк? Се препознавате ли себе си како мајка во вашата мајка некогаш кога вие сте биле дете? Се препознавам само во поглед на тоа што ви кажав, дека и јас исто како Незе раѓам на брзина, нели прво и второ дете, не знаеме за третото. Може и генетика да е, да. Но тука, до тука е моето препознавање кај неа, затоа што во минатото, кога сме ние растени, тоа е пред 35 години, родителството беше поим за нешто многу поинакво од тоа што сега е родителство и не сум мајка која што се поистоветува со помодарството. Јас сум напротив традиционален тип на девојка, па и некако се трудам традиционален тип на воспитување да воспоставам кај децата. Меѓутоа сега навистина не смееш во јавност да им свикаш. Па има gentle parenting као многу поинаков тип на воспитување кај што не смееш воопшто да им повиш што ниту дома во затворени простори, ниту надвор. Е сега тоа не се случувало во минатото, да бидеме реални, ние сите сме и карани, и тепани, и имав татко кој што, значи, имавме неверојатна страхопочит, 3 деца дома, мислам, со еден поглед буквално знаеше да биде дома, значи штама, глас да не се слушне од 3 мали деца, само со еден поглед. Никогаш не сме били удрени од него, но се знаело, глава на семејството, татко страхопочит, страф од него, не си сакал да дозволиш татко ти да подстане, па не па да те удри, тоа не било воопшто оставено ни под знак прашалник. Ама ете така со еден поглед, пак е не пресечел, секој во своја соба и ни глас, ни ништо. Сега не постои такво нешто. Значи јас еве се дружам и со многу пријатели мои, и од Павле, и родители кои што веќе децата им имаат по 5, 6, 7, 8 години.
не постои такво нешто. Децата се некако растат, за жал и моите, во едно друго време, каде што технологијата зема многу голем замав и мислам дека тоа многу влијае на нив. Успевате да ги заштитите вашите деца? Се трудиме. Се трудиме. Не можеш целосно да ги заштитиш, не можеш целосно да ги направиш хендикепирани во тој поглед, затоа што утре ќе треба и они да тргнат во школа. Гледам во школа на мои пријатели, на децата, на золва ми децата, на брат ми детето, еве сега прваче, им даваат домашно на компјутер да направат некоја табела, нешто, значи апсолутно од школа веќе ги врзуваат со таа технологија, ти да сакаш не можеш да ги заштитиш. Но ете, ке се трудиме колку што можеме на некој потрадиционален начин. Вредностите е многу битно да ги имаат животните вредности, па они понатака сами ќе знаат колку им е потребна таа технологија во животот или колку нема да им биде потребна. Како ги добија имињата Јосиф и Лена? И двајцата се крстени по мојот свекор и мојата свекрва. Јосиф е по татко му на Павле, нели, и го викаме Јосе, исто како и него, а свекрва ми се вика Елена, меѓутоа Павле уште од многу мал ја викал Лена, мајка Лена, и мене ми се допадна кратко име Лена. Прекрасно име е и Елена, меѓутоа ете Лена, затоа што цело време ја викаме тетко Лена, сите со Лена и се обраќаат. Има луѓе што и не ни знаат дека Елена се вика и така името го доби Лена по свекрва ми. Многу сум среќна затоа што убави се имињата Јосиф и Лена. Предпоставувам дека ви е многу забавно дома и покрај тоа што Лена е малечка, сепак сигурно прави некои смешки, но за Јосиф можам да замислам дека ви прави шоу дома. Да. Може ли да споделите нешто интересно, некој интересен смешен ден кој што сте го поминале, смешен момент на кој што сте се изнасмеале сладко, а го направил Јосиф? Лена е многу малечка, меѓутоа многу гласна. Ова ќе го напоменам, значи сите знаат дека првите неколку, не знам, недели не спиеше воопшто. Сега па добро е дека спие навечер, меѓутоа многу е гласна во текот на денот. Многу често знам на комшиите да им се извинам за нејзините плач, мислам она бебе која плаче, некогаш знае да е и најадено и напиено и пресоблечено и се и пак да плаче бебе, тоа му е работа. А Јосиф е братче за пример. Павле има неверојатен однос со неговите сестри, и со помалата и со постарата, и е прекрасен односот што го имаат на вистина, и некако мислам дека тоа сака да му го пренесе и на Јосиф да биде таков грижлив брат на неговата сестричка, на Лена, и му успева до сега. Јосиф сепак е многу мало дете и Лена најчесто е ставена на земја, на подлога, нели, околу играчки, да може да почне, нели, да си се моториката да ја раздвижува. Јосиф знае да ја гушне, ама да легне на неа, затоа што ние многу често го гушкаме, нели, го легнуваме, пак ќе го превртиме во кревет и сега таа љубов што ние на него му ја даваме, он сака, нели, на сестра му, и јас цело време му викам: Јосиф, немој, мамичка не може да диши бебето. Као да не легнува со сета тежина. Јосиф има сепак веќе 14 килограми. И многу често, секој уствари сабали, не многу често, скоро секој сабали ќе стане или ќе ја види на земја дека е, на пример, ставена после доручак, ќе легне на незе поболека и вика: диши, демек не може да диши бебето. Викам: да, сине, не може да диши, пак го кревам, пак после: диши. Ја бацува. Ако плаче многу неконтролирано некогаш, трча да ја најде цуслата да ја даде. Она сирота не ни фаќа цусла, да. Она си е таква, значи едноставно има денови кога многу плаче, има денови кога си е многу кротка и мирна, ќе помине. Период е. Индивидуално е, но сепак можеби постои некаков генерален совет за родители кои што имаат деца таква блиска возраст. Би дале ли некој совет, нешто што ете вие сте го осознале и што е корисно за нив? Зборувам за кога децата се многу мала разлика. Јас се уште ги осознавам тие некои типс кои што ги имаат, нели, кои што ја имаат деца на оваа возраст со толку мала разлика. Меѓутоа советот е рутината да им биде многу слична. Во смисол, ако денес го бањаш едното, избањај го и другото дете. Ако едното веќе си го навикнал да легнува во 9, стреми се и второто да легнува во 9. Многу е лесно кога двајцата ќе заспијат во исто време. Значи најчесто деновите заспиваат двајцата во 9. Меѓутоа имам денови кога Лена знае да дремне на кај 7 часот. И после тоа во 9 не и се спие. И, например, од 9 до 10, наместо јас малце да одморам, јас треба да ја посветам внимание на незе, да ја уморам, за она во 10 да ја заспијам. Или обратно, например, знае да се успие, па да сака да заспие во 8, Јосиф од 8 до 9 уште трчка, лево, десно, вриска, писка,
ќе ја разбуди, ќе се скрши на незе сончето, но 9 ќе се заспи, јас после пак со незе до 11 треба да се мачам. Рутината е многу битна, да се направи еден редослед, не знам, заеднички да речам, налегнување и настанување на децата и другото е лесно. Има денови што се исклучително тешки, но повеќето од деновите се релативно тешки за хендлање. Мислам се сноѓа. Сте имале некој предизвик со кој што сте се соочиле изминатиот период, нешто што ете ви било навистина тешко и сакате да го споделите со јавноста? Некој ден, некој момент? Имаше ситуација? денови, да. Вака, сега бевме минатата недела, бевме на патување со двете деца, замислете, со кола до Котор, во Бока Которска, да. И сега таму шетавме низ многу места и еден пријател ни вика има еден ресторан, а затоа што ние и двајцата сме гурмани, вика има еден ресторан, мора да го посетите. Не е на море, ама прекрасен ресторан. И ресторанот беше навистина прекрасен. И луѓето кои што беа во ресторанот, сите си беа луѓе дојдени за да си ручкаат и сега ние двајцата многу сме оптимисти со Павле дека со две деца под 2 години ќе седнеме во ресторан, отмен ресторан да ручаме. Мислам тоа беше најлошата идеја која што ја имавме. Може би најтешката експедиција во вашиот живот? Да, буквално ресторанот имаше можеби двор од 5000 метри квадратни, двор, со езерца, со изворчиња низ дворов и сега не можеш туку така да го пуштиш Јосиф да трчка низ двор. Мислам, он колку и да сакаше да трчка, ти мораш цело време до него, може да падне нели во вода. И ние буквално бевме поделени. Лена умеѓу време одлучи дека не ќе дремка, дека ќе плаче. И јас бев на едниот крај од дворот со Лена да ја пробам да ја смирам. Павле беше скроз на другиот крај од дворот со Јосиф. Масата ни беше поставена, цело јадење донесено, пијачки се, оставено се така. Буквално конобарите имаше едно време како вака дзиркаа дали сме уште тука. Као луѓе му изгледа на рача и си замина. Многу и на крај си поминавте. Многу убаво си поминавме. После 45 минути успеавме. Павле го заспа Јосиф, јас ја заспав Лена, ги ставивме у колички и едноставно седнавме и викаме во ред. Поминала беше кратка наша бура. Да, тоа се случи во Котор, иако по пат очекував дека ќе биде многу тешко. Беше 8 часа вожња, значи ние поминавме прекрасно со две деца, имаше само 2-3 кенкања, некои многу малечки за Јосиф, му направивме пауза на бензинска пумпа да се да се растрча, да се одмори и повторно во кола. Супер поминавме, прекрасно патување и мислам дека додека се мали малце и полесно во однос на тоа како ќе пораснат, после имаат своји барања, па малце и потешко се менаџираат. Да. Освен планината, на кој друг начин се релаксирате? Имате некој друг издувен вентил за себе си? Во моментов не. Искрено не. Меѓутоа работам на еден проект, ако сакате да го споделам со вас, работам на еден проект кој што многу скоро ќе ја види дневната светлина, иако веќе ми стоеше во фиока некои 4 години, од 2021 го работам и тоа ќе биде една линија која што ќе го носи моето име и презиме. И тоа ме релаксира. Значи, ете така се трудам да направам нешто што ќе биде различно од се она што се нудело до сега на пазарот и да им помогам на луѓето да се едуцираат и во тој поглед, ако можам да влијам. За каква линија станува збор? За што производ? Производот е, значи, да, се работи за линија, значи, на облека и нема да откривам ништо повеќе, меѓутоа ќе откривам дека ќе можат да ја носат од бебиња најмала возраст до најстара, до 77, што велам јас, жени и мажи, така да многу наскоро ќе го има и тој еден не знам, една објава ќе направам со која што ќе ги прикажам првите мои производи од линијата. Како ја замислувате, како го замислувате подвигот со мајките да се развива во иднина? Значи имате ли некакви планови во таа насока или тоа органски си се случува? Планови немам, навистина, не само што е органски, многу е природно, многу е спонтано и очекувам во иднина дека оваа група од 70 мајки ќе биде исто така сплотена како другата моја група и дека и они сами ќе се организираат некогаш, без Ирина да мора сега и ајде, значи буквално во групата може да пише утре некоја си Тања. Така? Дечки, сакате ли утре во 10 часот? Ете Ирина не објавува, не може веројатно со две деца е. Сакате ли во 10 часот да одиме ние и да се пријават 10-15 мајки? Сакам да им ја дадам, да им ја доловам таа слобода на движење и они после сами да се организираат и едноставно да им биде тоа да се стекнат навика на дружење на водно, да дружење со природата, децата ќе им бидат цел живот благодарни.
И на Да. самиот крај секогаш еден клуч на нашиот разговор во Мама Визија е визијата за вашето семејство, конкретно за вашите дечиња. Што си замислувате за Јосиф и за Лена? Што си замислувам? Наистина не знам. Им посакувам само да ми се здрави и живи и да си ги исполнат своите соништа што ќе си ги имаат во иднина. Тоа е најбитното. Ако успееш да ги исполниш своите очекувања, лични очекувања и сонови, ти ќе бидеш среќен човек, независно каде и да се наоѓаш. Ирина Камиловска, ми беше задоволство што ви имавме. Исто и мене Бела. Да, вистина ми беше многу пријатно вашето друштво и се надевам се гледаме и во некоја друга прилика. Една од гостинките имаше идеја па кога ќе пораснат децата да направиме друштво тука, па зошто да не може да ги видиме и да се дружиме и со нив. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ви благодарам што гледавте уште една Мама Визија. Доколку сметате дека вие имате приказна која што заслужува да биде слушната, а секако на пиедестал е мајката, побарајте ме и дојдете и вие на ова столче наспроти мене.